гости, драги дечиња и родители, ценети едукатори, наши пријатели, добре дојдовте на промоцијата на најновата книга за деца на авторката Сонја Трифуновска, насловена Нада и Нено учат за животните. Секоја книга крие своји тајни и изненадувања. Ги проширува нашите хоризонти, открива најнеобични места на светот и ткае неверојатни приказни. Сликовницата Нада и Нено учат за животните не води во една нова литературна димензија, каде што книгата и технологијата се вистински пријатели. Па така ова не е само едно литературно четиво, туку и интерактивен, образовен материјал, наставно средство кое внесува современи пристапи за учење, книга која започнува со едноставна приказна, но се развива во еден лавиринт од едукативни игри низ кои ненаметливо и на интересен начин ги учи децата за тајните на животинскиот свет. Сега ја поканувам магистар Ели Маказлиева, представник од издавачката куќа Едукамак, да се обрати со свој осврт. Дојдете. Почитувани присутни, драги родители, драги дечиња, почитувани наставници, почитувани тетовчани. Еве јас дојдов од Скопје да ве поздравам од име на издавачката куќа Едукамак, која што е специјализирана за издавање на литература за деца и која што е издавач на книгата Нада и Нено учат за животните. И, како што е редот на секоја промоција, и на оваа промоција јас накратко ќе кажам збор 2 за авторката Сонја Трифуновска и за нејзината книга. Најпрво, вие секако ја знаете сите, но кога се промовира една книга, се промовира и авторот. Која е Сонја Трифуновска? Сонја Трифуновска е наставник, ментор во основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Во своето 15 годишно работно искуство, како учителка, постојано создава образовни материјали. Освен тоа, таа е Едуино амбасадор со снимени 25 лекции за колективниот портал Едуино и креирани 20 игровни активности за Едуино ран детски развој. Со своите ученици, Сонја постигнува врвни резултати на надпревари, како и на литературни и ликовни конкурси во улога на ментор. Сонја е координатор на повеќе проекти од областа на образованието. Таа е национален обучувач за медиумска писменост. Добитник е на 2 значајни награди. Една награда за особен придонес во образованието и афирмацијата на општина Тетово и награда за заслуги од областа на образованието на Сдруженијето Вешта жена. Освен тоа, што е истакната во својата учителска, наставничка дејност, таа исто така своите знаења и своите практични искуства ги внесува во пишување рецензии на изданија наменети за учениците. Па така, нејзиното име ќе можете да го сретнете како рецензент на 2 прирачника во издание пак на Едукамак и за основно образование и исто така ќе назначам дека таа е рецензент и на многу голем број учебници за основното образование. Сонја Трифуновска е автор на прирачникот за примена на наставните техники, кој оваа година веројатно сте чуле излезе од печат, а своите знаења и своите практични искуства ги инкорпорира во создавање на соодветна литература за деца, пооттаму таа е автор на едукативна литература за деца. Нејзината прва книга, Петар учи за здрава храна,
во издание на Едукамаг го доживеа својот голем успех. Со тоа што целиот отпечатен тираж беше распродаден за многу кратко време и со една молскавична брзина се најде во рачињата на децата. Дали, деца, да ве прашам, ја знаете Петар учи за здрава храна? Да. Ви се допаѓа ли таа книга? Да. И ви користи? Да. Одлично. Па сега се надевам дека и вторава книга, Наде и Нено, учат за животните, ќе ви има исто таков успех како што имаше и Петар учи за здрава храна. Наде и Нено учат за животните е нејзина втора книга во издание на Едукамаг, што вечерва се собравме да ја промовираме и се надевам дека ќе го доживее истиот успех како и првата книга. Наде и Нено учат за животните е всушност една богато, ќе видите сега, една богато илустрирана едукативна приказна составена од 5 дела. Илустрациите на оваа книга ги создаде нашиот илустратор Игор Јовчевски. И тој толку убаво ги нацрта илустрациите да бидат привлечни и шарени за дечињата. Секој од овие 5 дела од Наде и Нено учат за животните, всушност секој дел се учи за различни видови на животни, преку доживувања и тоа. Каде? На фармата, после во блиската шума, каде живеат животните? Ке ми кажете ли, дечиња? Да. Ајде. Во шумата е волкот, да. Значи, на фармата имаме домашни животни. Во шумата имаме шумски животни. Потоа, во зоолошката градина имаме животни од целиот свет, таму доаѓаат. На излет и покрај планинска река имаме рибчиња. Да. Во реката. Добро. Во оваа книга, покрај основната приказна, авторката вметнала елементи на интерактивност со скенирање на QR кодови. Тие всушност, преку нив всушност децата ќе имаат можност да решаваат дигитални задачи и да читаат или да слушаат електронски приказни кои на сликовницата и даваат белег на современа едукативна книга за деца, која што е во чекор со предизвиците и потребите на денешното модерно живење. На крајот од секоја приказна, децата имаат можност да направат и проверка на знаењата што ќе ги стекнат од книгата и тоа преку квизови. Авторката секогаш ја промовира работата на децата. Па така, и во оваа книга вметнала видеоматеријали како учениците креираат ликовни изработки кои се во состав на темата за животните. Се надевам дека секој од вас ќе посака да ја има оваа книга во својата библиотека, затоа што, прво, привлекува со својата раскошна представа како од содржината, така и од илустрациите, односно како од содржински, така од текстовен, така од илустративен аспект. Второ, затоа што е корисна, едукативна и интерактивна книга за секое дете, за секој ученик. И трето, затоа што оваа книга, според мене, а јас сум исто така учителка, е своевиден водич за секој наставник. Дали ќе ви се допадне книгата, другарчиња? Да. Одлично.
Ви благодарам на сите и ви посакувам да имаме пријатна вечер. Eci, peci, pec, ti si jazovec, a jaz mala veperička. Eci, peci, pec, ajde Nino, ti pa spogledaj pa da ribe, okapaj nekaj, zaguvaj ko vrneš, tež da vnija. Цр, сега си ми ясно, значи то бега. Сиген. Водуче, сиген си сака малото. Лъвче. Колко сакам, колко лъвче, айде да играме. Мама и тато нещо спорува. Значи и двајцата не можеме да добиеме денови за одмор ова лето, а Наде и Нена со нестрпевливо сакаат да го видат морето. Само за тоа зборуваат претходниот месец. Мора да смислиме нешто интересно за да им биде убаво и ова лето. Мислам дека нема подобро решение од тоа да ги однесеме кај твоите родители на село. Тие ќе бидат пресречни со внучињата, а близнаците почесто ќе бидат на чист воздух. Така ќе направиме. Што? Кај баба и дедо на место на море? Ова лето ќе биде много досадно. Ама не знаеш што се мислам сега. Ја кога и баба и дедо не можеме да пливаме и да играме со писок и таму ни е секогаш многу интересно. На фармата има многу животни, па можеме да учиме и да се забавуваме. Мислам дека си во право, Нено. Одвај чекам да го видам баба и дедо и животни на фармата. Ајде да дојдем, па да се подготвиме. Кажува животни на буквата К. Кон, кокошка, крава. Ајде ти на буквата М. Мисека, мадере, мачка. Знаеш дека овие сите животни има на фармата, нели? Наде, Нено, дојдите, чодите кај баба и дедо. Дедо, бабо, доаѓаме! Пред се благодарам за освртот кон ова дело. Исто така им благодариме и на учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев за оваа прекрасна драматизација. Она кое што интересно е дека овие актери беа ученици од две различни генерации на авторката. А сега ја поканувам господјата Олгица Наумовска, советничка во Бирото за развој на образованието, а воедно и рецензентка на книгата, да проговори за воспитно-образовните аспекти кои се носечки столбови во книгата Наде и Нено учат за животните. Повелете. Добро вечер. Да ја искажам и мојата огромна радост и задоволство што ми е дадена можност на овој убав настан, да кажем збор 2, иако после убавите зборови на господја Маказлиева и прекрасниот вовед кој учениците имавте можност да го видите, го дадоја за книгата, се мислам што би можела и во колкава мера јас да кажам. Емоциите работат, па ако ми дозволите, ја би прочитала дел од рецензијата на оваа книга. Долги години ја следам работата на наставникот Сонја Трифуновска и таа ми даде една задача да рецензирам. Јас прв пат се соочив со обидот да рецензирам едно вакво дело и благодарност што ми даде можност да прочитам дел од сето тоа. Ќе бидам кратка, за да дадам повеќе можност избор за најмалите, најмилите за кои сме денес повикани. Благодарам. Како што наставата ја заснива на проблемски наставни ситуации, така и ова дело започнува со проблемско прашање, како видовте, задача. Што се случува кога родителите не добиваат денови за одмор? А во времето во кое живееме, верувајте, многу честа појава е. Што се случува тогаш? Се разбира, се оди на гости кај баба и дедо.
Ги ја видовме недоумицата на децата, но потоа и нивната радост. Така започнува оваа едукативна приказна за близнаците Наде и Нено, која се состои од неколку проткаени содржини низ кои децата учат за животните. Секоја од нив, како што каже и господја Маказлиева, проследена е со дигитални задачи, нешто што го бараат учениците и новата генерација на деца. Сите тие се гимнастика за мозокот и го прошируваат знаењето за дадената тематика. По секоја решена задача, децата веднаш добиваат повратна информација за тоа која од нив е точно решена, а која не. Со цел пак да го стимулира внимателното слушање кај децата, авторката се погрижила да внесе и аудио снимени приказни со предвидувачки прашања. А што мислиш дека ќе се случи понатаму? Со кои што слушателите всушност се ставаат во една интерактивна позиција. На тој начин тие размислуваат за дејствата и настаните што претходеле и оние што треба да следат. Оваа приказна, насловена како Наде и Нено, како што кажавте, и имавте можност да слушнеме, не е прво дело на Сонја. Искуството од првото Петар учи за здрава храна и позитивните реакции таа ги вткае токму овде и вгради уште повеќе. Имено таа е еден одличен наставник кој љубовта кон децата ја искажува не само низ практичната работа со нив, туку создавајќи и дела кои ќе остават трага за сегашните и идни генерации. Низ дигиталните упатства, прашања и задачи, застапани на секоја страница од приказните, Трифуновска ја поттикнува љубопитноста на децата, ставајќи ги пред нови предизвици. Пишува со едноставен, сосем разбирлив јазик за децата, нудејќи низа занимливости за живиот свет, истовремено јакнејќи ја нивната одговорност кон нив. Ова не е приказна што може да се чита во еден злив. Најдобро е таа да се чита во делови, за да може читателот да размисли за нештата што ги открива, да одговори на предизвиците со кои се среќава и да ужива во нив. Тие представуваат низа доживувања, каде што на еден интересен начин, интерактивен, ги носат децата во светот на животните, на фармата, шумата, како што сами имате можност да ги слушнете, джунглата, животните во водата, дури и кај оние наизглед мали, но од голема важност за живиот свет на планетата Земја, а тоа се пчелите. Дејството на оваа приказна се одвива во еден реален контекст, кога на вистина имаме такви животни ситуации, кога родителите се почесто соочени со недостиг на време, што треба да го поминуваат со своите деца, соломонското решение го нуди авторката, тука се баба и дедо. Таа умешно ги вклучува членовите на поширокото семејство и ги активира во рамките на тоа. Летувањето пак на село, кај децата буди она природна поврзаност со она од каде што потекнуваме, природата, животните, земјата, исконското во нас, затоа што технологијата колку што не олеснува, толку знае да не оддалечи. Но кодовите ни го даваат можност да одговориме на новите предизвици, а пак животните и живиот свет, негувањето не враќаат кон природата. Приказните напишани во ваков стил, проследени со голем број дигитални задачи, навистина се ретки во ова време, но истовремено и драгоцени. Особено кога дигитализацијата зазема се поголеми дел од животот на децата. Читањето на оваа збирка од неколку приказни, играњето игри,
решавањето на примамливи задачи и превземањето поттикнувачки предизвици представува вистинска радост, како за децата, така за нивните родители и поширокото семејство. Сите тие градени се според филозофијата дека учењето може да биде забавно. Во пресрет на новата година, во пресрет на зимските, распусти и денови за распуст, јас верувам дека ова ќе биде вредно дело во рацете на секое едно дете и кое со радост ќе се чита и прелистува. Благодарам. Ви благодариме за вашето излагање. Од претходно изнесеното со право се задаваат неколку прашања. Како се пишува една интерактивна книга за деца? Кои се предизвиците кога се пишува една книга која што е наменета за децата? Какви приказни се кријат помеѓу страниците на книгата насловена "Надеј не научат за животните"? Затоа ја повикувам авторката на книгата "Надеј не научат за животните" да ги открие одговорите на овие прашања и да проговори за својата најнова книга. Повелете. Добра вечер на сите. Најпрво сакам да искажам благодарност до Марко, кој инаку е исто мој ученик од претходните генерации, за прекрасните зборови, за убавото представување од страна на госпоѓата Елима Казлиева, представник од издавачката куќа Едукамак, и исто така голема благодарност до советничката Оле, како што ние учителите знаеме да кажеме, затоа што таа представува поддршка за нашата работа како наша учителка. Премногу се чувствувам среќна денес во оваа преполна сала, најпрво затоа што успеав на едно место да ги соберам сите луѓе кои што мене ми значат во животот, моето семејство, моите родители, мојата сестра, моите драги колеги. Дури толку многу се изненадив што има и од колегите кои што се во пензија, меѓутоа сепак ми даваат поддршка и денес на оваа промоција. Ви благодарам од срце на сите роднини и на пријателите. Ви благодарам, на вистина придонесувате толку прекрасно да се чувствувам на ова денешна моја промоција на книгата. Најпрво сакам да кажам што е она што еден човек што работи во некоја професија го тера да се вложува, да вложува труд, да креира, да твори, да истражува. Во секоја професија, а посебно во учителствувањето, љубовта е она која што е најважната состојка што му е потребна на еден човек за да се чувствува исполнето во она што го работи. Кај мене имав среќа јас што работам на вистина она што сум го сакала уште како дете, и таа љубов кон работата ми вткаи во мене едно жарче што постојано ми гори и ме тера нешто да правам, да работам, да истражувам, да творам, да креирам и со текот на годините, со моето искуство, да наоѓам нови видици кои што можам да ги проширувам, кои што ќе бидат во сферата на образованието. Зошто јас се одлучив да пишувам токму ваква литература? Затоа што, како што кажа и советничката, во денешно време децата посебно не може да ја држат толку концентрацијата, вниманието на читањето, и сакав да помогнам на тој начин што децата ќе читаат, ќе имаат основна приказна која што треба да ја читаат. Меѓутоа, со текот на читањето, јас внесувам интерактивност и ги внесувам низ некои лавиринти кои што можат она што го прочитале од приказната да го применат во некоја задача каде што ќе се активираат децата. Не да бидат само читатели, туку да бидат дел од таа приказна, па доживувањата со Наде и Нено ги внесува и нив во самата приказна.
Дечињата на лесен и на интересен начин, ненаметнато, учат за животните. И тоа низ 5 приказни за кои што се за различни видови животни. Па тие така одат на фармата, одат во шума, одат во зоолошка градина и така натаму на некој ненаметнат начин и четивото кој што го имаат во рака ги тера понатаму да истражува, да видат што има, што е следната игра. Тоа се прави низ најразлични сложувалки, квизови, дури електронски книги, па и видеоматеријали кои што имам подготвено со дечињата од претходната генерација, дел од нив се и тука и учествува и во драматизацијата. И сега не би должела многу, затоа што веќе кажа и рецензентите и од издавачката куќа за делото, меѓутоа јас не би сакала да остане ова само на зборување, туку и овде на овој настан сакам да вметнам некоја интерактивност, да внесам посебна динамика и ги вклучувам и дечињата, тие да бидат дел од денешната промоција, тоа се моите првачиња, моите ученици, кои што ќе бидат дел од секоја приказна. Сега ќе започнеме со првата приказна, а таа е за доживувањата на Наде и Нено, кои инаку инспирацијата за нив ја добив, бидејќи тие се мои ученици од претходната генерација и во оваа прилика сакам да ги поздравам, денес не беа во можност да дојдат заради обврски, меѓутоа тие се причината и поради која ме поттикна да го напишам ова дело. Првата приказна е за животните од фармата. Низ оваа приказна дечињата дознаваат кои се домашни животни и птици, потоа дознаваат како тие изгледаат, која е користа од нив, кои се младенчињата на домашните животни и птици, но исто така низ задачите кои што се појавуваат низ тие лабиринти како што одат децата со скенирање на QR кодовите, можат да дојдат до крајот на приказната, каде што има еден квиз, во кој што можат самите да си го тестираат своето знаење. Колку научив јас од оваа приказна, колку знам за домашните животни. Сега, во оваа приказна се појавува едно кученце кое што постојан придружник на дечињата, па јас се сетив зошто не би ја проширила приказната и со некои електронски книги кои што ќе бидат во рамки на оваа приказна. И иако книгата е со 40 на страници, многу повеќе има материјал во оваа книга, подготвено преку овие дигитални материјали кои што ги подготвив за дечињата. Сега може да започнеме со првата песничка, која што ни е за животните од фармата. Дали може да се представиме, дечиња? Подготвени сте? Ајде, започнуваме.
втората приказна, а таа ни е за доживувањата на Наде и Нено во блиската шума, каде што среќаваат многу шумски животни, па дознаваат за националниот символ, балканскиот рис. Потоа дознаваат како животните се подготвуваат за зима. Тука има и една електронска приказна во која што преку скенирање на QR код може да се дознае како една берберичка се нашла во неволја за собирање на храната и кој се и помогнал за да таа може да ја презими зимата. Ова приказна е и со аудио поддршка за дечињата кои што се уште не знаат да читаат. Сега ние нема да пееме за некоја берберичка, туку ќе разбереме како една мечка тргнала да бара мед и што ѝ се случило. Може? Ајде! Стасавме до третата приказна, во која што Наде и Нено добиваат роденденско изненадување од баба и дедо да одат во зоолошка градина. А што таму тие ќе дознаат? Ќе дознаат за животните од џунглата, со што тие се хранат и какви се лудории прават. Но не ви откривам што се случува во приказната, самите ќе си ја прочитате. Сега, ние ќе запееме за едно слонче кое што се вика Бимбо. Да видиме како тоа се однесува во нашата песничка. Продолжуваме со музика. Селото кръвта се грижи за нас.
приказна, децата го истражуваат светот на инсектите. Каква е таа заедница на мравките, но исто така кој е развојниот пат на пеперутките. Исто така дечињата можат да дознаат како една пчелка живее во таа пчелина заедница од незиното раѓање па се до крајот на незиниот животен век. Тоа може да го дознаат и преку една е-книга за патот на пчелата, во која што се дознава и зошто тоа толку мало суштество е значајно за живот на планетата Земја. Ова се може да се дознае преку скенирање на QR кодовите. Но во овој дел, во четвртата приказна, има еден креативен дел во кој што дечињата можат да направат пеперутки, но тие пеперутки да бидат од сапуница. Тоа покажуваат моите ученици од претходната генерација на кој начин може да се направи. Дечињата, следејќи во нивниот пример, исто така можат да бидат креативни и да го направат тоа. Сега ние нема за мравките да пееме, па нема да пееме ни за пеперутките, за кои инсекти може да пееме? Ајде. Стоногалка. Така, можеме за една стоногалка. Ајде, почнуваме. Лева, десна, еден, два, три. Тоа знаете деца се што ногалки. Маршираат по строј, наредени по број. Лева, десна, еден, два, три. Лева, десна, еден, два, три. Тоа знаете деца се што ногалки. Дури има сончев зрак, не вреди се до мрак. Лева, десна, еден, два, три. Ајде, раце, кренете, три пати да плеснеме. Сите да се здружиме, поздрав да им пратиме. Ајде, раце, кренете, три пати да плеснеме. Сите да се здружиме, поздрав да им пратиме. Лева, десна, еден, два, три. Тоа знаете деца се стоногалки. Лева, десна, еден, два, три. Тоа знаете деца се стоногалки. По ветер и по дожд, по дрво и под грозд. Лева, десна, еден, два, три. Лева, десна, еден, два, три. Тоа знаете деца се стоногалки. И нема како нив, од камен и под лист. Лева, десна, еден, два, три. Ајде, раце, кренете, три пати да плеснеме. Сите да се здружиме, поздрав да им пратиме. Ајде, раце, кренете, три пати да плеснеме. Сите да се здружиме, поздрав да им пратиме. Лева, десна, еден, два, три. Тоа знаете деца се стоногалки. И во последната петтата приказна, Наде и Нено се на риболов покрај една планинска река, каде што дознаваат за водните животни. Знаете некој од водните животни? Кој е? Риба. Добра. Така, во оваа приказна не се дознава само за животните кои што живеат покрај таа река, во таа река, туку се дознава и за животните во морињата, во океаните, во езерата што живеат, но дечињата тука имаат можност и да решаваат
сложувалки, осумнасочник, да решаваат квиз. Па се е можно во интерактивни приказни, нели? Така. Сега ќе заиграме една песничка која се вика... Како? Ајде. За жабчињата ќе заиграме сега и ќе видиме како тие навистина се движат и како скокат. Добро, подготвени сте? Ајде. Шапчето ке крекне, весело ке плакне, и веднаш уште 100, направат исто то. Песна ке им текне, до него ке лекне, и хладно черни рой, прави концерцой. Свети жаби свет, кога крекаме, кога пееме, крек, 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 свети жаби свет. Кога скокаме и се смееме, крек, 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 свети жаби свет. Кога крекаме, кога пееме, крек, 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 свети жаби свет. Кога скокаме и се смееме. Шапчето ке рикне, метола ке штикне, и други уште 100, направат исто то. Ако едно кимне, парата ке жине, излија чаби рой, прави циркус свой. Крек, 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 свети жаби свет. Кога крекаме, кога пееме, крек, 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 свети жаби свет. Кога скокаме и се смееме, крек, 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 свети жаби свет. Кога крекаме, кога пееме, крек, 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 свети жаби свет. Кога скокаме и се смееме. Крек, 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 свети жаби свет. Кога крекаме, кога пееме, крек, 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 свети жаби свет. Кога скокаме и се смееме. Крек, 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 свети жаби свет. Кога крекаме, кога пееме, крек, 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 свети жаби свет. Кога скокаме и се смееме. Во оваа прилика се заблагодарувам на учесниците што го збогатија овој настан со своите музички игри и неразвеселија. Од тука секако не застануваме. По пресед на новогодишните празници ќе ги поканам да не почестат и со новогодишна песна која ќе изведат заедно со својата учителка. После изведбата за дечињата имаме подготвено новогодишна лотарија. Секое дете ќе има можност да влече бројче и да добие едно плишано животно од новогодишната елка. Најпрво да слушнеме песничката.
открива се. Снегунки снежат носат, година нова дојде, лели ги подароците. Пахне за мама, раче за тато, буде за едно, забава на свет. Мојте се мои, а сакам за тато, и весна за целиот свет. Елката моја, високо стои, среде сова, среде се свет. На неа корак и војната бои, се леат насекаде. Ова песна така секоја пее, звездите светат нежно во нејзинта. Затоа овде сите љубов ги грее, како убав подарок драг. Пахне за мама, раче за тато, буде за дедо, забава свет. Мојте се мои, а сакам за тато, и весна за целиот свет. Елката моја, високо стои, среде сова, среде се свет. На неа корак и војната бои, се леат насекаде. Елката моја, високо стои, Среде сова, среде се свет. На неа корак и војната бои, се леат насекаде. елката моја, Високо стои, среде сова, среде се свет. На неа корак и војната бои, се леат насекаде. елката моја, Високо стои, среде сова, среде се свет. На неа корак и војната бои, се леат насекаде. Честитки до сите ученици кои учествуваат. Овој настан ќе го завршиме со една позната мисла која вели дека има толку начини да се прошири светот на децата, а љубовта кон книгите е најдобриот начин да се постигне таа цел. Да ја развиваме кај децата љубовта кон книгите и читањето. На овој настан вечерва имате можност да купите и примероци од книгата Наде и Нено учат за животните по промотивна цена од 200 денари и да добиете посвета од авторката. А за сите вас, посебно за дечињата, има и сладки изненадувања. Да се почестиме за успехот на авторката и да ја посакаме уште многу успешни литературни изданија за децата. До гледање, до следно видување.